вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејц е во Авганистан, каде вели дека Пентагон има намера да испрати барем уште 2 борбени бригади до следното лето. Пред пристигнувањето во Кандахар, Гејц им кажа на новинарите во авионот дека очекува САД да останат инволвирани во Авганистан долго време. Но тој рече дека сака да обезбеди афганистанските сили да се во првите борбени линии во борбата против бунтовниците и Талибан. Американските представници кажаа дека САД би можеле да испратат 20.000 војници во Авганистан следната година, за да се приклучат на 32.000 кои се веќе тамо, заедно со речиси исто толку трупи од други НАТО членки. А од другите вести, се поголемата рецесија агитира американските компании да намалуваат работни места, правејќи ја цифрата на оние кои бараат надоместа заради невработеност на највисоко ниво за последниве 26 години. Денес американскиот оддел за труд вели дека таа цифра изнесува 573.000 за неделата, што заврши на 6 декември, што значи вкупно 4,3 милиони. Од ноември 1982 толку луѓе не барале за прв пат бенефиции заради тоа што останале без работа. Сево ова се случува во време кога законодавците расправаат дали да се спаси автомобилската индустрија. Тоа мина во представничкиот дом, а предстои гласање во Сенатот. Новоизбраниот председател Барак Обама бара од гувернерот на Илиноис Род Благоевич да си даде оставка заради срамот што го нанел на функцијата, со обидот да го продаде испразнетото сенатско место на Обама за пари и други услуги. Ова е ескалација од првичната изјава на Обама, дека немал никакви контакти со Благоевич со месеци. А во меѓувреме, членот на представничкиот дом на Американскиот конгрес Джеси Джексон Джуниор, син на активистот за цивилни права Джеси Джексон, се јави со изјава дека ништо незаконско не сторил и дека не е предмет на истрага. Ова како реакција на извештаите од снимените телефонски разговори на Благоевич, каде се споменува сенатски кандидат број 5, кој би му донал на Благоевич големи пари во замена за назначување на местото во Сенатот. Джеси Джексон Джуниор е еден од најсериозните кандидати за тоа место. И на крајот од блокот вести денес предстои уште едно именување за новата администрација. Барак Обама се определи за поранешниот сенатор Том Дешел да биде секретар за здравство и социјални услуги. Тој денес тоа ќе го соопшти на пресконференција во Чикаго. Инаку Дешел е од Јужна Дакота и служил 25 години во Конгресот, од кои 10 како лидер на демократите во Сенатот се до 2004 кога го загуби местото за реизбор. Тој беше еден од советниците на Обама во областа на здравствената заштита за време на кампањата и доколку биде потврден на функцијата ќе се зафати со реформа на овој сектор, зашто во моментов околу 46 милиони американци немаат никакво здравствено осигурување. Некои велат дека вискито има магични својства, а научници во Шкотска откриле дека може да помогне и во борбата против загадувањето. Нус продукт на вискито е ефикасен, точно 99,96% во прочистување на загадени води. Вискито е национален пиелок во Шкотска. Шкотите велат чашка лечи настинка. Истражувачите од Универзитетот Абердин велат дека негов нус продукт, познат под кратенката DRAM, може да прочисти вода загадена од хемикали. Токсикологот Греам Патон вели: правиме нешто со кое рибите и растенијата во загадена вода ќе можат да преживеат, водата да се употребува за миење и наводнување. Тоа е целта на нашиот проект. DRAM е многу побрзо и поефикасно решение отколку актуелните техники за пречистување, поради тоа што може во еден зафат да отстрани повеќе видови на загадувачи, како пестициди и тешки метали, претварајќи ја загадената вода доволно безбедна за животната средина. Научниците направиле тестирање на терен ширум Британија, од токсични депоа до објекти за прочистување на водата. Истражувачите се толку задоволни со резултатите што го држат нус продуктот во тајност и планираат да основаат компанија која ќе го понуди на глобалниот пазар. And part of our ambition isn't just to deal with the Western developed world.
Имаме амбиција не само да се бавиме со Западот, туку и со неразвиените земји како Пакистан и Бангладеш, или во Западна Африка, на пример, каде голем дел од нашите фабрики за штавење на кожа опасно ја загадуваат околината. Таму би можеле да го примениме овој одржлив метод и да им помогнеме на луѓето. Чистата вода е право на секој човек, вели Грем Патон. Истражувачите тврдат дека методот е еколошки издржан. За разлика од актуелните методи, драм не користи силни хемикали за прочистување на водата. Драм едноставно, тврдат научниците, ги заробува загадувачите во својот таен хемиски состав, а за таквата идеја вреди да се наздрави. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Додека бил жив, Вилијам Фокнер бил сметан за еден од највлијателните писатели во државата. Сепак фокус на неговата работа бил мал дел од југот, неговото родно Мисисипи. Тоа било место на многу насилства во првата половина на 20 век, но куќата во која што работел била изолирана, во шума. Таму ве водиме денес. Вилијам Фокнер ги напишал своите најпознати новели во оваа куќа. Тука живеел од 1930 до смртта во 1962 година. Сега е музеј, а Вилијам Грифит е кустос во него, што е собственост на Универзитетот на Мисисипи. Тој беше првиот автор што пишувал за современиот југ, југот што беше растргнат меѓу модерниот развој и традицијата. Но Фокнер работел и на сценарија за Холивуд, на оваа машина за пишување. Пишувал за познатите филмови како Големиот сон и Да се има и да се нема, во кои играат Хемфри Богарт и Лорин Бекол. Назад во куќата, тој оставал белешки под зидовите кога добивал инспирација. Професорот Тед Оунби од Универзитетот на Мисисипи вели дека неговите романи и денес се актуелни, зашто пишувал на универзални теми, кои не познаваат време и место. Gender relations and sexuality. Пишувал за односи меѓу класите и родовите, за сексуалноста и иднината. Фокнер покренувал прашања кои до денес се интересни и комплексни. Во 1950 година Фокнер добил Нобелова награда за литература. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска.